Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа 61-та седница. Скандалот во Скопје на ракометното финале на ЕХФ купот ја разбранува македонската спортска јавност. Вечерва промоција на книгата Ех Конески од авторката Марија Симоновска. Фудбалскиот клуб Големо Коњари и покрај поразот од Етекс ќе игра во втората фудбалска лига. Фудбалски собир за паметење викендов во Прилеп. Времето денеска сончево и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Со одлука на Совет на општина Прилеп на денешната седница на Советот беше прифатена донацијата доделена од Унипромет Дойл Скопје како донација од јавен интерес во областа на комуналната дејност која представува проект од јавен интерес. Донацијата, која се состои од 4 минибуси, е во вредност од 104.000 евра во денарска противредност, а по почитување на законската процедура, донацијата ќе им биде дадена на трајно користење на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање Прилеп, како јавно предпријатие што стопанисува со градскиот превоз во нашата општина. Советот на општина Прилеп денеска на 61-та седница разгледа и две точки од дневниот ред: одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на одржувањето на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во деновите 6, 7 и 8 јуни, кога работното време ќе биде продолжено за 2 часа, и одлука за прифаќање на донацијата од Унипромет Дойл Скопје. Советниците и двете одлуки ги прифатија едногласно. Вечерва промоција на книгата Ех Конески од авторката Марија Симоновска. По повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик во организација на јавната општинска установа Градска библиотека Борка Талески Прилеп, Друштвото за наука и уметност Прилеп и КЕЦ Небрегово, денеска 26 мај со почеток од 18 часот ќе биде промовирана книгата Ех Конески од авторката Марија Симоновска. Промотор на делото е професор доктор Елизабета Бандиловска. По скандалот во Скопје на ракометното финале на ЕХФ купот, која разбранува македонската спортска јавност,
Утре се очекува разврска од челниците на Европската ракометна федерација. Во програмата Радио што се гледа разговаравме со Југослав Костовски околу овој досега невиден преседан во ракометот. Знаете дека имаше идеи од Олимписките игри да се тргне ракометот, ова само ќе погодува на тоа, а штета е затоа што се случува во земја во која што ракометот бескрајно се сака. Вие знаете дека каде и колку има публика и како се радуваат и каква атмосфера правеа нашите навивачи секаде по големите настани. Така што, еве, последната информација синој како се враќав после надпреварот што стигна од официјалниот сајт на ЕХФ, тоа е дека надпреварот бил одложен поради безбедносни причини. Значи, тоа е уште една опасна игра од безбедностни причини што води кон, например, преигрување на надпреварот. Меѓутоа, мислам, се надевам и посакувам дека нашиот клуб нема шанси да го прифати. Тоа се знае тука кој е шампионот, практично и докажавме и во Атина со резултатот кој е подобар во оваа ситуација. Замислете да има предност грците па да дојде овдека во Скопје, кој ќе ги спречеше? Ни претседател, ни навивачи, ни ништо. Фудбалскиот клуб Големо Коњари покрај поразот од Тетекс ќе игра во втората фудбалска лига. Од клубот излегува со информација дека добиене статусот на второлигаш по веста дека екипата Беса се откажа од учество во втората фудбалска лига на Македонија. Така бараш мечевите што се одиграа во саботата се покажаа непотребни, затоа што сите 6 тимови заинтересирани да бидат второлигаши практично сега се и второлигаши, а тоа се Тетекс Тетово, Слога Виница, Шкендија Рачиново, Големо Коњари, Преспа Ресен и Осогово Кочани. Со откажувањето на екипата Беса ќе нема потреба од никаква жрепка за поразените тимови. Фудбалски собир за паметење викендов во Прилеп. Кога и дали ќе се врати публиката на градскиот стадион во Прилеп како во најдобрите денови од фудбалскиот клуб Победа. Влюбениците во фудбалот беа присутни во голем број и на тренинзите, вели Тони Шалев, еден од членовите на златната генерација на Победа. Беа убави времења. Треба да напоменеме дека во ниво од тој период многу работевме. Ние трениравме по 3 пати на ден. Ние се водевме, имавме професионални договори. Далеко од тоа дека не се водевме како професионалци, али колку беше тој професионализам, ние знаеме, ние не одевме на работа, сите бевме, требаше да бидеме осигурени, али сега тие се други работи. Зборот ми беше дека многу се тренираше. Секоја работа мора да даде резултат. Временска прогноза. Времето денеска сончево и потопло со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен долж по Вардарието и во источните делови засилен ветер од северен правец, над 70 км на час. Во Прилеп сончево и потопло време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Минималната температура се спушти до 6, а максималната ќе достигне до 18 степени. Во деновите што следат се очекува променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.